Откако завршија изборите, специјалното јавно обвинителство повторно ќе се активира со нови случаи и истраги. Против луѓе од раководството на владеачката партија се дознава неофицијално. Прв предмет што тимот на Катица Јанева ќе го актуализира по празниците според информациите, ќе биде за партијата ВМРО-ДПМН и незиното раководство, за тоа како се финансирала кампањата за претходните избори, кој се истражува веќе неколку месеци. Весникот Дневник пишува дека според нивни извори, еден од странските амбасадори дал насоки останатите предмети да се стават настрана, а фокусот целосно да биде на партијата и незиното раководство, за тоа како се финансирале претходните избори. Наредбата ја пренел еден од обвинителите пред целиот колегиум на СЈО, јавно посочувајќи кои се очекувањата на амбасадата. Тој на своите колеги им укажал дека рокот во кој се очекува ваков резултат од специјалното јавно обвинителство е крајот на јануари или најдосна до средината на февруари. Овој предмет специјалното јавно обвинителство го отвори уште на почетокот на есента, а на крајот на октомври од ВМРО-ДПМН предупредија дека се вршат притисоци и се заплашуваат членови на партијата за да се изнудат невистините изјави со кои би се инкриминирала партијата и раководството. Тогаш Антонио Милошовски, членот на извршниот комитет на партијата, на пресконференција цитираше и разговори на луѓе од тимот на Јанева и оние повикани од ВМРО-ДПМН. Никој нема да ти каже фала, доколку не даде соодветна изјава. Биди паметен, сега си повикан како сведок во СЈО и дај изјава како што ни е потребна, доколку не, следниот пат ќе бидеш повикан како обвинет. Тие нема да ти го гледаат семејството, ние можеме да ти помогнеме, ако дадеш добра изјава, што ќе ни користи во обвинителството. Некои од повиканите лица јавно проговорија. Според нивните изјави, специјалните обвинители ги прашувале дали се членови на ВМРО-ДПМН и дали донирале пари за партијата. Таму бев прашан дали сум член на партијата ВМРО-ДПМН и дали сум давал донации за истата. Нормално јас одговорив дека сум член на таа партија веќе 26 години и дека сум еден од основачите на партијата во Охрид. Имам давано донации, ќе давам во рамките на моите можности. Јас им кажав дека сум член на ВМРО-ДПМН уште многу поодамна, пред повеќе од 15 години, и дека сум донирала средства во партијата. Тоа ќе го правам и во иднина. Сметам дека ваквите активности на специјалното јавно обвинителство се во насока, односно се со цел да внесат страв и закана и заплашување кај членовите на ВМРО-ДПМН во пресред на кампањата. Се повикуваат голем број членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, меѓутоа тоа ќе најде на контраефект, затоа што јас како функционер од ВМРО-ДПМН и долгогодишен член на ВМРО-ДПМН, кај мене желбата е се поголема, подсврста за работа, ќе донирам повеќе средства во самата партија. Според многумина, целта на креаторите на вакво сценарио е токму во постизборниот период специјалното јавно обвинителство повторно да го актуализира овој случај со намера да ја инкриминира партијата, намалувајќи ги капацитетите за коалицирање, но и да нанесе поголеми штети во пресред на локалните избори.